Македонија продолжува со спроведување на реформите за јакнување на економијата, институциите и владењето на правото. Истекна денеска на заедничката пресконференција премиерот Христијан Мицкоски со еврокомесарот за проширување на Европската унија Марта Кос. Ќе продолжиме со реформите, ќе зајакнуваме економијата, институциите и владењето на правото. Затоа што тоа е во интерес на граѓаните и затоа што европските вредности ги разбираме како вредности што треба да бидат дел од секојдневното функционирање на институциите. Во овој контекст, еврокомесарот Марта Кос ја пофали Македонија во доследното спроведување и покажаниот напредок во Европската агенда за прием во Европската унија. Навистина гледаме охрабрувачки напредок уште од почетокот на годината во реформската агенда и токму поради тоа сакаме да ја поздравиме зголемената посветеност на владата во напредувањето на оваа работа. Северна Македонија сега се наоѓа меѓу најдобрите изведувачи затоа што е усогласена со европските стандарди и затоа Северна Македонија се квалификуваше во групата на земји на кои што ќе дадеме дополнителни средства за планот за раст. Кос изрази надежда дека Македонија ќе ја реализира и последната од 10 реформи, што треба да се реализира до 15 овој месец. Таа упати повик за заеднички партиски консензус за усвојување на изборниот законник. Се надевам со оглед на тоа дека спроведовте 90% од 10 реформи кои што требаше да се исполнат до 15 јули и тие последни 10% се секако изборниот законок кој што ќе биде усвоен. И тука ги повикувам сите страни за заеднички меѓупартиски консензус за да може да имаме 100% успех и се надам дека тоа ќе се случи. Од денешниот прес Мицкоски уште еднаш ја повика опозицијата да достави текст за како би се усвоил изборниот законник. И денеска од оваа пресконференција го испраќам истата порака. Договорете се вие во опозицијата, дајте ни текст и ние тој текст ќе го прифатиме, нормално со вклучени препораки на ОПСЕ и ОДИХР и гласање на диаспората. Еве, како тие ќе кажат, така ние ќе прифатиме. Само нека се усогласат. Еве, до денеска ние немаме се уште усогласен текст. Времето си одминува, средина на јули ќе дојде, би било навистина штета да ги изгубиме тие средства, нешто повеќе од 4 милиони евра се. Зошто да ги изгубиме и зошто да не бидеме 100% комплетни за сите оние реформи што требаше да ги испорачаме до средината на јуни. Еве сега велим имаме мала екстензија до крајот на јуни, се извинувам, сега имаме мала екстензија до средината на јули. Во Македонија во 2025 година бројот на вработени изнесува 614.334 лица, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Од вкупниот број вработени над 330.000 се мажи, а 284.000 се жени. Зголемување на бројот на вработени е регистрирано кај објектите за сместување и сервисните дејности за храна, каде има раст од 5,5%, како и кај административните и помошните услужни дејности со раст од 3,3%. Паралелно со состојбата на пазарот на труд, позитивни се и долгорочните економски очекувања. Според последната прогноза на Меѓународниот монетарен фонд, Македонија се очекува да биде меѓу најбрзо растечките економии во Европа во периодот од 2027 до 2031 година. Меѓународниот монетарен фонд прогнозира просечен економски раст од над 3% годишно за Македонија, со што земјата е рангирана на 7-то место во Европа според очекуваната стапка на раст. Во анализата се опфатени сите европски земји, а не само членките на Европската унија. Прогнозите на меѓународната финансиска институција покажуваат дека македонската економија има потенцијал за продолжување на растот во период кога европскиот просек се очекува да биде значително понизок. Меѓународниот монетарен фонд во последниот извештај прогнозира дека македонската економија до 2031 година ќе има просечен раст од 3% и во следните 5 години нема да биде меѓу 5 најбрзо растечки економии во Европа. Обвинија денеска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Македонија во следните 5 години нема да биде меѓу 5 најбрзо растечки економии во Европа. Меѓународниот монетарен фонд во последниот извештај прогнозира дека македонската економија до 2031 година ќе има просечен раст од 3%. Пред нас се Албанија со раст од 3,19, Молдавија
Србија со 3,5%, Украина, Косово со 3,95% раст, а прва е Малта со економски раст од 3,96%. Ова е вистината. Не му проаѓаат на Мицковски лагите дека Македонија е економски лидер во Европа. Вистината е дека македонската економија е во катастрофална состојба. Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО ДПМН од друга страна изнесува дека Македонија има бум во градежништвото, како никогаш досега, со посветена работа од владата на ВМРО ДПМН се остварува стратешка визија Македонија да стане клучна транспортна крстосница на Балканот. Со посветена работа од владата предводена од ВМРО ДПМН се остварува стратешката визија Македонија да стане клучна транспортна крстосница на Балканот. Како никогаш досега, во поновата историја на државата се случува голем бум на градежништвото. Како еден од главните драйвери на економскиот развој се градат патишта, автопатишта, експресни патишта. Тоа го потврдуваат и од последните податоци на Државниот завод за статистика. Се инвестира и се гради во секој дел од државата. Инфраструктурно се развиваме насекаде, со крајна цел исполнување на стратешката визија Македонија да стане клучна транспортна крстосница на Балканот. Нови 2,4 милиони евра за домашните компании трансферира денеска Министерството за финансии од централниот буџет кон Развојната банка. Средствата што ги обезбеди владата и се пласираат кон домашните компании по поволни услови се во насока на реализација на приватни инвестиции кои што ќе обезбедат сопствен развој и поттикнување на економскиот раст. Средствата се пласираат до крајните корисници преку деловните банки. Каматната стапка е 1,95% годишно. Рокот на оплата е 15 години и грејс период од 3 години. Стои меѓу другото во соопштението од Министерството за финансии. Со последниот трансфер од централниот буџет кон Развојната банка, вкупната сума која што е пласирана во домашната економија за реализација на инвестиции од страна на компаниите изнесува 14,5 милиарди денари или 235,8 милиони евра. Од почетокот на оваа до 1 јули годинава регистрирани се вкупно 1104 пожари на отворен простор, покажуваат податоците што ги достави Центарот за управување со кризи. Поголем дел од нив, односно 1051 пожар, биле на висока сува трева, стрништа, нискостеблеста, деградирана шума и ѓубришта или депонии, додека 53 пожари може да се оквалификуваат како шумски пожари. Најмногу пожари, 349, имало во јуни, велат од Центарот за управување со кризи. Инаку, веќе се најавува реформа на системот за заштита и спасување, која, меѓу другото, треба да резултира со спојување на ЦУК и ДСЗ. Меѓутоа, се уште не е завршен овој процес, што се води под покровителство на вице-премиерот Љупчо Димовски. Пораката дека алијансата се темели на добрососедски односи и дека треба да се земе предвид чувствителноста на сите членки на НАТО, ја истакна грчкиот премиер Кириакос Мицотакис при пристигнувањето на НАТО самитот во Анкара, посочувајќи дека Грција се соочува со закана за војна, касус бели од Турција, доколку ги прошири територијалните води. Еден сојуз мора да се темели на основниот принцип на добрососедски односи. Во моментот кога мојата земја се соочува со касус бели од Турција, во случај да го искористиме нашето законско право да ги прошириме нашите територијални води, сметам дека треба да биде јасно дека треба да се земе предвид чувствителноста на сите членки на НАТО, посочи Мицотакис. Известувачот на Европскиот парламент Тонино Пицула предложи Европската комисија да ги суспендира европските фондови за Србија наменети за планот за раст на Западен Балкан. На седницата во Брисел Пицула предупреди дека земјата назадува во евроинтеграциите. Според него главни причини се колапсот на владењето на правото, отсуство на слободни медиуми и целосното исклучување на граѓанското општество од процесите. Критиките во Брисел ги поддржаа и други европратеници кои директно го обвинија српскиот председател Александар Вучич за стагнацијата на земјата. Турската полиција денеска приведе според последните информации 19 учесници на анти-НАТО протестите кои се одржаа во центарот на Анкара и покрај строгите безбедносни мерки и општата забрана за собери за време на самитот на Алијансата во турскиот главен град. Како што пишуваат дел од медиумите, 6 од уапсените се адвокати.
На дел од објавените снимки се гледа како полицајците им ставаат тесици на демонстрантите и ги влечат до полициски автобус во близина на паркот Куртулуш во Анкара. Полицијата го блокираше протестот пред да приведе некои од учесниците на 7 километри од местото на одржување на самитот. Хрватските компании Далековод и Кончар, обединети во конзорциум, се избрани за изведувачи на првата фаза од инвестицијата на Алказар Енерджи за изградба на ветерна електрана кај Штип. Вредноста на договорот изнесува 53,76 милиони евра. Проектот опфаќа изградба на 21 ветерна турбина со вкупна инсталирана мокност од околу 131,25 мегавати, како и трафостаница Балталија, 400 низ 35 киловолти и двоен 400 киловолтен далновод за приклучување кон преносната мрежа на МЕПС. Што ветерниот парк значи за општините Карбинци, Штип и Радовиш? Па не само општина Карбинци и останатите општини, ова е голем проект за државата. Ова е на дополнително производство на енергија која што ќе значи на некој начин олеснување на пазарот. А за Карбинци директно значи дополнително можност за ангажирање на работници кои што ќе бидат вклучени во овој процес на изградба, на активност и секако овој економски дел и така кој е значаен за овој дел од регионот, поточно за општина Карбинци. Секоја инвестиција во општина Радовиш па и на територија на Република Македонија е добродојдена. Сепак тоа е еден мегапроект кој што е под секако капата и ингеренции на владата на Република Македонија, меѓутоа индиректно секако ќе почувствуваме одредени бенефити од изградбата на истиот и од функционирањето на истиот. Мислам дека ќе постојат еден одреден број на вработување за кои што наши сограѓани на општина Штип исто така ќе го гледат своето место на вработување. Меѓутоа исто така имаме голем бенефити од покрај тоа што изградбата и при пуштањето во функција на истиот дека голем дел од компании и фирми ќе работат во функционирањето на ветерниот парк, така економските бенефити би се почувствувале секако на територија на општина Радовиш и кај жителите на општина Радовиш. Проектот Ветерен парк чини $500 милиони. Инсталираниот капацитет на ветерниот парк изнесува приближно 337,5 мегавати. Се протега на територијата на општините Штип, Карбинци и Радовиш и е со капацитет да снабдува околу 100.000 домаќинства. Овој ветерник во регионот на Штип е еден од најголемите инфраструктурни енергетски проекти од обновливи извори во државата, придонесувајќи кон исполнување на целите за зелената транзиција. Нови домови, стамбени згради и деловни објекти. Општина Пробиштип објави продажба на 4 градежни парцели на атрактивни локации, наменети за домување и комерцијална изградба. Се работи за 4 парцели, од кои 2 парцели се за семејно домување, со кои што се со почетна цена од 61 денар по метар квадратен. Се работи за парцели од околу 350 метри квадратни за домување, односно за куќи. Има една парцела која што е со намена А2, односно колективно домување. Тоа е една исто така интересна парцела од околу 1400 метри квадратни. Таму почетната цена е 630 денари по метар квадратен, односно нешто повеќе од 10 евра по квадрат. И четвртата парцела е со намена Б1, односно мали комерцијални дејности. Таа е околу 400 метри квадратни, исто така се наоѓа во градот Пробиштип и е со почетна цена од околу 1100 денари по метар квадратен. Според градоначалникот Оневски, интересот за купување е значителен, што е показател за зголемената инвестициска активност и урбаниот развој на општината. Електронското јавно надавање е закажано за 12 август, а пријавувањето трае до 10 август. Повеќе од 50 културно-забавни и спортски содржини ќе понудат кочани и виница викендов по повод градските патрони Петровден и Павловден. Првиот ден во Кочани од прославата ќе започне со детски водни авантури Игри без граници, ќе продолжи со влашки етнофестивал, а вечерта ќе заврши со настап на Дина Јашари и групата Дупер. Во меѓувреме на програмата се следните активности. Во 17 часот во црковниот храм Свети Великомачени Георги Кочани ќе имаме вечерна богослужба. Во 18 часот
ќе имаме литија и кршење на колач во градскиот парк, од каде пак се враќаме во црковниот храм, каде ќе имаме духовна академија и настап на музички состав со името Портал. На вториот ден, покрај 19-тиот Петровденски планинарски марш, позначени и содржини од програмата се. Во 18:30, пак за нашите најмлади, ќе ни гостува детскиот фестивал Калинка. Од 10 до 20 часот на Пониква ќе биде организирано автомобилско шоу. Организатор е Стрит Кар клуб Кочани. Виница годинава подготви содржајна програма која исто така е наменета за сите генерации. Програмата за одбележувањето на празникот започнува на 13 јули со архиерејска богослужба и литија, пошто ќе се одржи свечена седница на Советот со доделување признанија и парични ваучери за истакнати пожарникари, здравствени и полициски работници, вработени во јавното претпријатие Солидарност и градската иницијатива Зелен чекор. На 14 јули ќе настапи стендап комичерот Бојан Велевски, а претходно на 10 и 11 јули ќе се одржи меѓународниот фестивал Кафе де Анатолија фестивал, кој традиционално привлекува бројни посетители од земјата и странство. Петровден и Павловден се патрони празници на Кочани и Виница и зад себе носат голема традиција. Овие два соседни града со неа живеат многу децении, кои секогаш предизвикувале огромно внимание. Во Кочани и Виница, освен на многу гости, се очекува и присуство на голем број повратници од странство, што особено се однесува на Виница. Во рамките на 41-то издание на Штипско културно лето 2026, културната програма продолжува со богата понуда на музички и театарски содржини. На 9 јули, четврток, со почеток во 20 часот во Уметничката галерија Безистен, ќе се одржи вечер на македонска музика, на која ќе настапат штипскиот бас, оперски пејач Тодор Арсовски и бразилско-италијанската пианистка Джовано Черанто. Истата вечер во 20 часот на сцената на Народниот театар Штип ќе биде изведена комедијата Стадолет за жени. Представата е копродукција на Сдруженијето Арт Наут Штип, Домот на културата Ацо Шопов и Општина Штип, а режијата ја подпишува Никола Ристов. Културната програма продолжува на 10 јули во петок, кога во Уметничката галерија Безистен со почеток во 20 часот ќе се одржи концертот од Урал до Атлантик преку Вардар. На сцената ќе настапи трио Каотико, состав во кој се обединуваат различни музички традиции со изведувачи од Италија, Србија и Македонија. Пловила кои се интересни не само по своите перформанси, туку и по својот изглед кој привлекува многу внимание, се појавуваат се повеќе на Јадранското море. На прв поглед, многумина би помислиле дека станува збор за посебен вид воден скутер, но всушност гледаме глисер кој по изглед наликува на иконскиот Фиат 500. На хрватскиот брег беше виден и црвен спортски глисер кој пронајде инспирација во светот на Ферари, Ламборджини и други супер автомобили. Низините агресивни линии, низок труп и спортски изглед му даваат сосема поинаков карактер од претходната спомената водно фичо. Помалку е наменета за опуштено крстарење, а повеќе за адреналин и брзина. Утре времето претежно сончево, температурите ќе се искачат до 30 степен, ветрот ќе дува со брзина од 20 км на час, влажноста на воздухот ќе биде 27%. Температурите по градови се следните. Штип 29 степени, Карбинци 30, Проби Штип 28, Чешиново Облешево 29, Кочани 28 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево ќе достигне до 27 степен, во Пехчево до 22, а во Берово максимални 24 степени. Православните верници утре се спомнуваат за преподобен Давид, католиците за Летиција.